ден, почитувани гледачи на видео изданието на порталот Работник. Денеска еве уште едно видео и интервју, овој пат со адвокатот Александар Димитриевич. Господине Димитриевич, добро дојдовте и ви благодарам за тоа што прифативте да гостувате вака виртуелно во денешното видео интервју. Добар ден, среќна нова година на сите што ќе го гледаат ова видео интервју и ви посакувам убав ден. Се надевам дека денешното интервју ќе има некои интересни работи кои што ќе ги кажам подобноста на делот на работни односи. Така. Би сакал прво да почнам, бидејќи ние претходно разговаравме и знам дека имате доста пракса во однос на водењето на работни спорови, па би сакал првото прашање да биде како гледате на целокупната ситуација со работничките права во Македонија? Да, како што кажав и претходно, случајно влеговме во работни спорови. Сепак ова е материја која што адвокатот по слободна волја се одлучува да влезе, меѓутоа не е материја низ која што таму треба да се прошета. Ние свативме веќе неколку години работејќи оваа материја дека треба да се посветиме, затоа што сепак станува збор за многу сензитивна материја, затоа што е работникот во прашање, а платата на работникот не представува неговата екзистенција, неговото постоење. Последниве години работејќи оваа материја во Македонија, гледаме дека има добри законски решенија, освен ова последното што е за работа во недела, ќе го дискутираме и понатака. Меѓутоа, работодавачите со честни исклучоци, нели секој пат е така, ако најдат можност некако да протнат некое нелогично решение со цел да заштитат делот од својот имот или да не ги исплатат оние обврски кои што му следуваат на работникот, мислам дека ќе го искористат тоа право и работникот ќе биде оштетен во тој дел. Така да ова моје видување додека последниве години, да кажеме, се занимаваме со оваа материја на оваа територија. Сигурно предпоставувам дека работниците кои што најчесто се соочуваат со прекршување на правата од работен однос ви се обраќаат за одредени права кои што им се прекршени. Од тој аспект би сакал да ве запрашам кои права од работен однос најчесто се прекршуваат, односно зашто најмногу работниците бараат помош од вас како адвокатска канцеларија или како адвокат? Да, најчесто водиме спорови, односно најчесто доаѓаат клиенти или работници кои што им се повредени работните правата како работник. Тоа се додатоците на плата и надоместоците на трошоци поврзани со плата. Додатоци на плата се сите оние додатоци предвидени со закон за прековремена работа, работа ноќе, работа во празник, надоместна трошоци поврзани со плата се јубилејни награди, службени патувања, теренски патувања, одвоен живот, смртно близок член на семејство. Тоа е грото од постапките кои што ги водиме, меѓутоа имаме и голем број на откази, неосновани откази, кои што се потешки и покомплицирани предмети и во поново време се појавуваат и тужби за мобинг, односно вознемирување на работно место. Нашиот законодавец по тој повод донесе и специјален закон, лекс специјалис, кој што е предвиден да го регулира само таа материја, вознемирување на работно место, впрочем така се вика и законот, закон за заштита и спречување вознемирување на работно место. Меѓутоа ова е поголемиот дел од постапките кои што ги водиме према судските инстанции. Гледам дека се појавува интерес кај приватниот сектор, особено оние приватни компании кои што сака да продолжат да работат во случај на примарната заштита на работникот кај работодавецот. Она што законот за работни односи го предвидува, тоа е кога ќе се повредат правата на работникот, во рок од 8 дена се поднесе приговор со цел работодавачот да ги исправи неправилностите. Гледаме дека и во тој рок од 8 дена
зборам во приватниот сектор, работодавачите и се трудат да ги исправат неправилностите, дали под закана дека од друга страна се појавува адвокат или дека работникот е веќе сериозен во своите намери да му каже на работодавачот дека има повреда на работните односи, меѓутоа гледаме дека има волја за продолжување на работниот однос на едно вонсудско или едно поинакво ниво, затоа што сепак работникот кој што се осмелил да тужи или работодавачот кој што ги повредил неговите права, ќе треба заедно во една работна организација или таква работна атмосфера да продолжат да работат и ние народски го викаме тоа закупување на секирите, да се заборави оно што е поминато, да и работникот и работодавачот извлечат некаква полука за да може да продолжат нормално да работниот процес, затоа што како што секој пат кажувам, работникот е тој кој што го работи, кој што го држи работниот процес кај работодавачот. Следно прашање ми е поврзано токму со вработените во приватниот, но и во јавниот сектор. Нивните проблеми со кои што се соочуваат не се исти, тоа е логично. Можете ли да ни кажете кои се најголемите проблеми на вработените во јавниот, а кои на приватниот сектор со кои што се соочуваат? Вака ќе ви кажам од моје лично искуство, во последниве години, како што ви кажа, дека работиме оваа материја, ние може во приватниот сектор да направиме сегрегација, и тоа на предпријатија според нивната големина, различна големина на предпријатија, различни проблеми. Ако по закон за търговски друштва ги поделиме на мали и средни, на мали, микро и мали предпријатија, средни и големи предпријатија, тогаш можам да забележам низ некоја собствена анализа дека малите, микро и малите предпријатија се договараат на фиксна плата. Во микро и мали предпријатија дозволен, односно работодавачот дозволува договор околу платата, затоа што станува збор за предпријатија до 10 вработени. Меѓутоа тука не се почитуваат останатиот дел од платата, односно додатоците на плата и надоместот на трошоци поврзани со плата. Значи тука може да се добие голема плата, меѓутоа не се почитува ништо изработено додатно од страна на работникот, што би требало да го исплати работодавачот, како што кажа додатоците на плата преку време на работа или работа ноќе или работа во празник. Тоа све е вклучено во една плата и тоа би можело да биде на крајот од месецот некој си бонус за добро завршена работа од страна на работодавачот, меѓутоа забележувам овде не исплатување на тој дел на додатоците на плата. Од друга страна пак, кај по големите предпријатија, средните предпријатија и големите предпријатија од 50 вработени на 50 вработени понагоре, таму па важат поинакви принципи. Знаете, над 50 вработени самото предпријатие треба да има и синдикат со кој би можел да се договара. Тука мислам дека индивидуално се врши повредата на правата, односно ако станува збор за некое право да кажеме кој што им следува на поголем број на работници, ќе гледа работодавачот во договор со синдикатот да го заобиколи ова право, дали тоа јубилеарна награда, дали е К15, дали е... Зборам за приватниот сектор кој што има измена на колективниот договор и дозволено нели да се исплати помал износ на регрес за годишна одмор ако е во загуба. Така да разликата е гледам помеѓу помалите предпријатија во приватниот сектор и поголемите предпријатија во приватниот сектор. Знаете, поголемите предпријатија со поголем број на работници тогаш поселективно ги вршат, да кажем, остварување на правата на работниците. Не сакам да кажам повреда на правата, затоа што има и работодавачи кои што се честни, кои што се ги почитуваат правата на работниците. Меѓутоа, некој пат гледам дека и самите работодавачи грешат од неискуство или од незнаење. Ке нас се уште не се развини компаниите до тој степен да имаат своја служба за човекови ресурси или своја правна служба, па консултираат надворешни лица кои што се дел од правото, меѓутоа може не се толку запознаени да им пренесат секоја новина која што е поврзана со остварување на правата на работниот однос. И кога ќе сгрешат работодавачите, тогаш работниците, остварувајќи го своето право, секој пат судот е на нивна страна, односно ви кажам, ако се најдеме во ситуација и во фаза на приговор, тогаш ги отстрануваат неправилностите кои што ги нанеле. Меѓутоа, тоа е некоја разлика помеѓу малите и средните предпријатија или големите предпријатија во приватниот сектор.
За разлика од приватниот сектор, во јавниот сектор, понатаму ќе се навратам на приватниот сектор, па таму се појавува една друга, да кажеме, аномалија или некоја свест на новото време. Во јавниот сектор не можеме да ја заобиколиме политиката, на жалост, не можеме да ја заобиколиме, тука е вмешана политика, затоа што голем дел од вработувањата се направени по партиска основа. Значи, ова го кажувам од искуство, преку лични искуства на работниците кои што доаѓаат да се пожелат во нашата канцеларија, дека имаат притисоци затоа што се членови на некоја политичка партија и политичките партии гледаме дека бескрупулозно не ги штедат работниците воопшто, туку ги терат и после работното време или за работното време да вршат некои партиски активности, што е тоа секако на штета на граѓаните, затоа што јавниот сектор би требало да биде јавен сервис. Воопшто не е намерата да се вмешам во политика, меѓутоа ако станува збор за остварување на право на работен однос, работното место на работникот треба да биде неприкосновено за време на работното време, за да биде ослободен од секакви надворешни влијанија, како би можел да си ја работи работата што му е предвидена и со правилникот и со работните задачи. Тие партиски влијанија моментално спречуваат работникот да си ги работи своите задачи, па доведува до вознемирување на работно место или наречено мобинг. А во однос на доместоците или додатоците на плата во јавниот сектор, можам да кажам за јавните предпријатија дека флагрантно го кршат законот, ги повредуваат одредбите од Закон за работни односи од колективните договори и мислам дека живеат во едно време, народски кажано, ако пројде, односно се дека не се освестат работниците, нема да исплатуваат ништо што е предвидено по колективен договор. Тоа се случува, нажалост, во скопските јавни предпријатија, тука највеќе делуваме, меѓутоа на интерес на работниците кои што се осмелуваат да поведат постапки и се освестуваат да го толкуваат колективниот договор, гледаат дека имаат повеќе право од она што работодавачот навистина им го исплатува во однос на плата. Тука може ли едно блиц прашање? Кажете ми, дали сметате дека тоа што државата како најголем работодавач во или владата како најголем работодавач во државата, што ете ги прекршува работничките права, дека им дава лош пример и на работодавачите во приватниот сектор, па затоа имаме голем број од нив, сега не сите, има кои што ги почитуваат работничките права, но поголем број за жал ги прекршуваат. Дали сметате дека и тоа има влијание? Па тоа е најголемата аномалија, терминот државата да биде најголем работодавач. Ме разбирате, и кога е државата најголем работодавач, тогаш самиот работодавач може да ги криде условите на пазарот. Нели? И пазарот на труд е сличен како и економијата, односно се однесува на кривите на понуда на побарувачка. А ако најголем работодавач е државата, тогаш цел механизам за вработување останува раците на државата и секако државата, односно државата како единка, нели, како правно лице, субјект, ја раководат луѓе кои што се со мандат. Знаете, тоа многу пречи, не се тоа луѓе кои што доживотно обавуваат некои функции, па би можеле да донесат некој нов систем на вработување или да го задржат механизмот на системот, туку на секои 4 години, генерално како што е поставено политичкиот систем на уредување, се менуваат луѓето кои што раководат со органите, на таков начин се менуваат и односите и условите за вработување на работниците. Па тука, како што кажеме, е термин на checks and balances или начин на кој што танцуваат работникот и работодавачот. Цел тој темел кај што би требало работникот да биде изолиран од надворешни влијанија и поместен или урнат, па работникот мора да се грижи и за своето работно место, особено ако е вработен од една партиска структура при промена на владеачката структура, дали ќе се случи нешто со неговото работно место, побично ги ставаат на некои маргинализирани места или едноставно добиваат откази само заради тоа што не се членови на политичка партија, и тоа е она што едноставно го разнишува целиот темел кога ние зборуваме за една структура на работни односи.
ме разбирате, нормално дека тоа би можело да влијае на приватниот сектор, меѓутоа разговарајќи и со работниците и со работодавачите, приватниот сектор веќе знае што се случува во јавниот сектор и изолиран, си ја гледаат нивната работа и гледаат они како би се снашле во, не знам, во вакво време на спроведување на права на работниците, така да влијанието може да не е големо, поголем проблем она што го кажавте вие дека државата најголем работодавач. И тука ја користи таа. И зборувам дека ја користи од лично искуство, го кажам, навистина ја користи манипулацијата што може да вработува и да отпушта работници, особено што при отпуштање на работникот или повреда на некој право и судска разрешница во која што работникот го добива спорот во негова корист, никој лично не одговара за постапките кои што ги донел предходно за да предметот заврши на суд. Ме разбирате, кога би имало лична одговорност на раководителот, директорот на органот на управување, министрот или било кој друг хиерархиски би одговарал лично за постапките со кои што се нарушуваат правата на работникот, тогаш мислам дека би имало поголемо почитување на правата на работникот и посистематски би се работеле сите овие односи во работниот процес.